Нов снег, нови проблеми на истокот. Врнежите и снегот кој од утринава ги има, патот кај Крупиште повторно го направија критичен за возење. Сега идеме и према Крупиште и тамо се работи на проширување на останатиот снег, за да не дојде со новиот снег, да не дојде пак да не затвори. Иначе камионите да работат, вртат на посолување и проширување на регионалните и магистралните патни правци. Од утринава повторно се одсечени подплачковичките села, па околу 1000 тамошни жители, меѓу кои бремени жени, деца, старци и болни, немаат контакт со светот. Лошо се затворено, патот скеро отворява, па се затвори, има вете, дуа и врне, па имаме болни човеци, како да одеме со една кола, те однесе четворица, нели, како оде, не знам, те дома ја лежам, ја се исто болни. Немаме никако лекови, што лекови ќе имаме? Немаме да пиење вода, на остоката немаме вода, замрзнато нели се. Лошо е и во Штип, зашто никој од граѓаните, но и трговците не се фати за лопата да се ги исчистат дворовите. Собствениците на дуќаните, согласно законот за јавна чистота, се должни да ги исчистат пристапниот пат до нивниот објект, односно на јавните површини каде што се наоѓаат, да бидат непречен пристап, односно да нема поледици и да биде исчистен пристапот до влезот на деловните објекти. Казната за предпријатието, односно деловниот субјект е 1000 евра, додека за собственикот е 30%, односно 300 евра во мандатна постапка. Веќе извесен период температурите се во двоцифрен минус. Дел од општините го скратија работното време. Мајќи во предвид дека е намалена фреквенцијата на граѓани во општината кои што имаат потреба од нашите сервиси и услуги, градоначалникот согласно неговите овластувања донесе одлука работното време на администрацијата до петок, значи оваа седмица, да биде скратено и да се работи до 13 часот без користење на редовната пауза за оброк. На крајот на самата недела ќе се види како ќе биде времето во текот на следната недела, доколку постои потреба повторно ќе се продолжи, доколку не ќе се вратиме на старото работно време до 15 часот. Вака ќе биде најмалку уште 2-3 дена. Кратко затоплување, синоптичарите најавуваат за викендот, но потоа повторно доаѓаат врнежи и ниски температури.